до крајот на оваа година речиси половина од светското население ќе користи интернет, бидејќи мобилните мрежи растат, а цените паѓаат. Иако поголемиот дел од корисниците ќе се фокусираат на развиениот свет, објави Меѓународната телекомуникацијска унија на Обединетите нации. Токму на оваа тема колегата Александар Арсовски подготви прилог, па во продолжение предлагам да го слушнеме. Големиот развој на мобилните технологии и мобилните мрежи се главен двигател на растечкиот тренд на употребата на интернет во светот, како што објави Меѓународната телекомуникацијска унија на Обединетите нации во својот последен извештај. Таквиот развој се должи пред се на паѓањето на цените, но и развојот на 3G и 4G мобилните мрежи ширум светот, што од своја страна повлекува ширење на телекомуникацијските и на интернет компаниите, а се поддостапни се и паметните телефони кои им го леснуваат на луѓето сурфањето на интернет. Според податоците објавени во извештајот, интернет употребуваат и до 80% од жителите во развиените земји, додека онлайн е само 40% од популацијата на земјите во развој и 15% во слабо развиените држави. Најлоша е ситуацијата во најсиромашните и најнестабилни африкански земји, каде што интернет користи само 1 од секој 10 жители. Гледано на глобално ниво, со интернет се служат 47% од светската популација, што е помалку од планот што го поставија Обединетите нации, 60% до 2020 година. Сепак, како што се наведува во извештајот, до крајот на годинава, бројката на интернет корисници на светско ниво ќе достигне половина од светската популација. Што се однесува до Македонија и навлезеноста на интернетот во секојдневниот живот, ние се наоѓаме над светскиот просек, но под просекот на употреба на интернет во Европа. Според последните податоци на специјализираниот портал за изработување статистики Internet World Stats, интернетот е секојдневен дел од животот на 68,1% од луѓето во Македонија. Тоа е помалку од европскиот просек кој изнесува 73,5%, но е на високо место меѓу земјите од регионот. Тука најголема употреба на интернет има во Хрватска со 75%, па во Босна и Херцеговина со 68,7%, што е само 0,6% подобро од Македонија. Следуваат Србија со 66,2%, Албанија 62,7%, Грција 63,2%, Црнагора 61%, Бугарија 56,7% и Романија со 56,3%. Овие бројки се однесуваат за периодот до крајот на ноември минатата година, со оглед на тоа што овој портал своите годишни извештаи ги прави токму во овој период и извештајот за годинава се уште не е објавен. Сепак, и овие бројки покажуваат тренд на зголемување на употребата на интернет во земјава, па така тие бројки се зголемување за 7,5% во однос на претходната година, односно покажуваат дека за една година во Македонија бројот на интернет корисници се зголемил за 127.278 лица. На оваа тема ќе поразговараме со специјалист за нови медиуми господинот Бојан Кордалов. Добро утро. Македонија е трета земја според бројот на жители што секојдневно користат интернет. До крајот на годината речиси целиот свет ќе биде онлайн. Кој е вашето мислење на оваа тема? Добро е тоа што огромен број на корисници, односно се поголем број на луѓе во светот, во Македонија и генерално во светот користат интернет. Меѓутоа, за жал, ќе остане големо подрачје од светот како што се неразвиените земји, неразвиените подрачја кои што ќе немаат пристап до интернет, но тоа треба да биде всушност и стремежот да во брзо време што поголем број од светската популација ги користи овие придобивки. А всушност токму користењето и пристапот до интернетот е една од можностите за кои што се залагодам на светот, а тоа е еднаков пристап до информациите и што поголем пристап до еднакви можности за сите. Всушност интернетот предизвикува и овозможува само придобивки, иако постојат и тие негативни страни кои што ги детектираме како опасности. Меѓутоа, како човек секогаш сакам да се фокусирам на придобивките бидејќи се навистина огромни. Тие можеме да ги видиме од децата на најмала возраст, значи како одат во градинка, всушност веќе дури од како тие стануваат свесни и продуваат, можат да гледаат разноразни содржини за деца, како што се цртани филмови, слично да развиваат склонности кон јазици, кон математика, кон други вештини, понатаму предучилишна, училишна, студентска возраст, а да не зборуваме секојдневно колку интернетот ни користи за работата. Колку луѓето се загрозени од социјалните мрежи? Дали сметате дека 3G и 4G мрежата им овозможија на луѓето да бидат зависни од интернетот? Видете, зависи што се подразбира под зависност.
Например, кога некој од нас ужива во добра книга, не велиме дека е зависник од книга, туку велиме дека ужива во читањето. Па кога некој поминува повеќе време на интернет, го нарекуваме зависник. Сега тоа треба да дефинираме секој од нас како ги поставува приоритетите и зашто го користи интернетот. Всушност тука сакав и да продолжам и да кажам дека на интернетот постојат многу можности, многу моменти кои што не мамат да го трошиме залудно во наводници нашето време, но постојат исто толку апликации, исто толку веб страни, исто толку корисни информации кои што не чекаат или очекуваат да ги најдеме и да ги искористиме со цел на развивање на некоја бизнес идеја, развивање на некој интересен, креативен план или пак било каква друга придобивка која што можеме да искористиме. Од буквално истражување на рецепти и што е она што можеме да го подготвиме, до подготовка на семинарски трудови, научни трудови и така натаму и така натаму.